Ролан Гарос ексклузивно. 4 јуни е Светски ден на децата жртви на насилство, токму тоа е темата за која што зборуваме во продолжение преку линкот што го прави колегата Гоце Андреевски, кој што веќе е во друштво со својата соговорничка, психолог од детската амбасада Меѓаши. Гоце, добро утро, дали се слушаме? Добро утро, Ирена. Ова прекрасно утро овде во градскиот парк во Скопје. Добро утро и поздрав до гледачите на Алфа. Меѓународниот ден на децата жртви на насилство 4 јуни го одбележуваат милиони индивидуалци и организации кои што работат на полето на зачувување на правата на детето. Првата детска амбасада Меѓаши се залага за почитување на детската личност преку заштита на нивните права, застапување на детските интереси и преку збогатување на животот со содржини кои детството го прават сигурно и творечко. За денешниот ден, 4 јуни, во продолжение разговарам со Јана Зенговска, психолог во првата детска амбасада Меѓаши. Јана, добро утро. Добро утро до вас. Вие сте психолог. Која е целта на одбележувањето на денешниот ден 4 јуни? На 19 август 1982 година Генералното собрание на Обединетите нации врз основа на децата жртви во Палестина како резултат на израелската агресија решава 4 јуни да биде меѓународен ден за децата невини жртви од војни конфликти и секаков вид на агресија. Целта на обележувањето на овој ден е да се даде почит и признание за болката и страдањата кои што ги имаат децата во својот живот, без разлика дали станува дете жртви на војни конфликти или физичко, психичко и емоционално насилство. Ја би сакала да напоменам дека во последните 2 децении 2 милиони деца се убиени како резултат на војни конфликти, а 10 милиони деца се згрижени, се деца бегалци, згрижени од страна на УНХЦР. 80.000 деца годишно умираат како резултат жртви на семејно насилство. А според податоците на УНИЦЕФ, околу 300.000 деца се деца војници, кои што не подразбира само деца кои што носат оружје во рака, туку и деца кои што се вклучени во најразлични војни активности или војни организации. Првата детска амбасада Меѓаши своите почетоци пред 21 година ги започна точно со немил настан, тоа е војната во Босна и Херцеговина, која што со апел до сите граѓани и граѓански организации ја потекна граѓанската свест, совест и човечност да ги прими бегалците од Босна и Херцеговина, каде што повеќе од 2.500 беа само деца. Заедно со Црвен крст, други граѓански организации, Министерството за труд и социјала, овие деца беа згрижени во периодот од 1993 до 1994 беа си заминаа во САД или во западноевропските земји. Втората активност беше косовската криза, каде што повторно имавме активности за заштита на правата на децата од вакви немили настани и подоцна конфликтот во 2001, каде што во првата детска амбасада Меѓаши имаше згрижувалишта. 5 години беа 3 семејства згрижени од Арачиново. Другите активности кои што ги спроведува првата детска амбасада Меѓаши покрај службите за директна помош и поддршка и се телефонот 0801 22 дневниот центар за деца кои што не се вклучени во редовен образовен процес, има и програма за мировно образование и ненасилно разрешување на конфликти, каде што акцентот токму се става на дека мирот не е идеал, туку мирот треба да се достигне со меѓусебно разбирање и толеранција. Веќе полуг временски период сте дел од првата детска амбасада Меѓаши. Кој е најчестиот вид на насилство врз децата во Македонија? Семејното насилство. Најчесто вид на насилство е семејното насилство, значи физичко и психолошко насилство од страна на родителите, а подоцна од страна на други возрастни лица. Од дојавите кои што ги имаме, во текот на 2012 година 587 деца биле жртви или потенцијални жртви на било каква форма на прекршување на нивните права. Најголем дел од нив биле жртви на семејно насилство. На почетокот на годината имавме случај на убиство на дете од страна на родителот и ред други во минатата такви случаи. Не би сакале ваквите настани да се повторуваат, затоа ги поттикнуваме и граѓанските организации и државните институции соодветно и навремено да реагираат во ваквите случаи. Центарот за социјална работа да иде на терен, да врши увид во семејствата во ризик со цел да ги заштити децата.
во име на 4 јуни меѓународен ден на децата. Јас апелирам и до сите граѓани, политички партии дека децата не смеат да бидат вклучени во никакви политички активности, ниту пак во воени активности, затоа што децата се секој дете заслужува безбедно и среќно детство, децата треба да бидат слободни, да се образуваат, да играат и да на таков начин да го градат својот квалитетен живот. Што вели вашето досегашно искуство? Имаат ли храброст децата? Се осмелуваат ли оние кои што се жртви на семејно насилство да го пријават случајот? Најчесто дојавите се од страна на возрастни лица. Во текот на 2012 само 27 деца пријавиле насилство или било каква форма на прекршување на нивните права. Децата се уште се плашат да пријавуваат насилство. Ние го срушивме молкот во однос на насилството дека треба да се проговори, дека шлаканицата не е педагошка мерка и начин на воспитување на децата. Меѓутоа, децата не веруваат дека има кој да ги заштити и немаат доволно знаење која е процедурата во процесот на нивно заштитување, особено кога станува збор за семејно насилство. Тие сметаат дека може да завршат во дом, дека се виновни, најчесто имаат грижа на совест дека тие го предизвикале на насилството и од таа причина сметаме дека најчесто молчат. Си велат дека подобро е да наполнат 18 години, после 18 години како полнолетни граѓани ќе можат да одлучуваат самостојно сами за себе, што не е начин. Во секој случај се и деца, па можеби не се свесни за евентуалните понатамошни последици кои што би се случувале. Да, значи децата не веруваат ни во државните институции, системите за заштита, затоа што немаат доволно информации или искуство на одредена заштита. Постојат ли одредени механизми според кои што институциите, државата, оние организации кои што се занимаваат со заштита на правата на децата, имаат можност на некој начин да влијаат кога веќе детето не успеало да го пријави случајот? Секој граѓанин, роднина, возрастен, кој што ќе запримети дека одредено дете е жртва на насилство, било каква форма на насилство, треба тоа да го пријави. Или во првата детска амбасада Мијеши, или во соодветните државни институции, зборам за центрите за социјална работа, во полиција или било кој што може да го заштити. Надлежноста на државните институции, особено состава на центрите на социјална работа, кои што, како што напоменав, треба да идат на терен и да ја увидат фактичката состојба. Ние како прва детска амбасада Миѓаши немаме мандат да одиме на терен и да одлучуваме. Тоа одлучуваат државните институции, ама затоа треба постојано да се на терен, многу почесто да се на терен, за да можат навремено да детектираат доколку постои некакво насилство и на таков начин да го згрижат детето. Потребно е детето кое што било жртва на насилство да има комплетна програма за ресоциализација, психолошка помош и поддршка и да биде згрижено некаде, затоа што доколку детето е жртва на насилство, двајцата родители, тоа не знае кај ќе биде згрижено и мисли дека ќе биде оставено во дом. Значи, неопходна е психолошка помош и поддршка на овие деца за да можат понатамошно да го живеат животот поубаво. Кои би биле последиците, односно на кој начин би се реагирало доколку едниот од родителите се однесува насилно врз децата? Значи, тоа станува збор за семејно насилство, најчесто жените пријавуваат. Во такви случаи ние сме само за децата до 18 години, меѓутоа ги упатуваме, ние праќаме значи писмени преставки до соодветни државни институции каде што бараме да се преземе се во најдобар интерес на детето. Сите активности бараме да ни информираат што е преземано во однос на истото. На таков начин вршиме и мониторинг на работата. Меѓутоа има други здруженија каде што за жени жртви на семејно насилство, каде што можат да добијат бесплатна правна помош, можат да добијат и други форми на заштита, меѓутоа се плашат. Ја би сакала да нагласам дека шелтер центрите треба да се зголеми капацитетот, да не биде згрижувањето само 24 часа. Ако една жена е жртва на насилство, тоа и детето е тука жртва на насилство и мора веднаш да им се обезбеди згрижување. Дека доколку веднаш не им се обезбеди згрижување на тие кои што пројавиле храброст да го пријават насилството, тие повторно ќе се вратат во истото семејство, сметајќи дека немаат излез и во таков случај децата најмногу страдаат, кој што негативно влијае на нивниот оптимален раст и развој и можеби насилството како модел на однесување и понатака ќе го практикуваат во својот понатамошен живот и ќе се вртиме во еден магичен круг на насилство. Која е најчестата годишна возраст кај децата каде што се врши насилство врз нив? Најчестата е значи од 6 години, училишната возраст до 12 години, имаме и во предшколска возраст, меѓутоа најголем број
во овој училишен период, да речам пред адолесценција. Меѓутоа тие кои што биле жртви во овој период на насилство можеби да пројават одредено девијантно мислување понатаму, повлеченост, депресија, значи влие на целокупниот психолошки развој на децата и нивниот квалитет на живот. Тоа е баш и периодот кога децата интензивно се развиваат, период кога започнуваат да ги осознаваат целокупните работи и можеби тогаш е најризично за тоа што тие претпоставувам дека и не ни знаат каде би требало да се обратат. Иде за крај, кои се основните акти врз кои што функционира првата детска амбасада Меѓеши? Првата детска амбасада Меѓеши функционира врз основа на Конвенцијата на правата на децата. Нашата организација се грижи за заштита на децата и спроведување на Конвенцијата на правата на децата од било која форма на насилство и било која форма на прекршување, занемарување на правата децата. Сите наши активности се во насока на децата, а по деца ги подразбираме сите оние до 18 години согласно со Конвенцијата за правата на децата. Пред да ви се заблагодарам, само да испратите еден апел до институциите, организациите, сите оние кои што се занимаваат со заштита на правата на детето, но и до родителите, повозрастните, старателите, луѓето кои што постојано се во окружување на децата, за тоа на кој начин да се однесуваат со нив. Значи, за насилството не се молчи, насилството се пријавува и за насилството веднаш треба да се реагира. А до родителите, иако живееме во време во кое што екзистенцијата не е најважна, ние имавме кампања за одговорно родителство и треба да ги слушнат пораките во однос на тоа дали денеска го гушнавте вашето дете, дали му кажавте дека го сакате и дали денеска го бакнавте вашето дете. Родителите треба да си играат со своите деца, треба да им покажуваат љубов. Покажувањето на љубов не е разгаленост. Колку повеќе му покажувате љубов, мир и толеранција на детето, толку повеќе детето ќе може да се развие во една индивидуа која што ќе го шири тоа. Значи, сакајте ги вашите дета, физичкото насилство и психичкото насилство не се педагошка мерка. На мирен начин се може да се среди и на таков начин треба да се воспитуваат деца. Јана, ви благодарам многу за одвоеното време ова утро. За крај само ќе изразам една желба за се однесува на бројките кои што пред малку ги споменавте, кои што навистина се фрапантни за насилството врз децата. Со надеж дека веќе од оваа година, па и во иднина бројката значително ќе се намали. И јас се надевам нисот. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Колешке Спировска, тоа би било се за денешниот ден, 4 јуни, меѓународниот ден за заштита на децата кои што се врз насилство. На самиот крај само апел до родителите, возрастните, старателите, институциите. Внимавајте како се однесувате со вашите деца, бидејќи само доколку не вршиме насилство врз нив, ќе имаме здрава и среќна иднина. Студио? Навистина е така, Гоце, ти благодарам и на тебе, секако и на твојата соговорничка. Прекрасна порака принесе Јана, психолог во првата детска амбасада Меѓаши. На крајот на разговорот, велејќи да не заборавите денес да ги прегрнете, да ги бакнете вашите деца и да им кажете дека ги сакате. А во контекст на претходниот разговор и Светскиот ден за заштита на децата од насилство, еве и една од песните која што Тоше Проевски ги испеа и ја намени токму на децата.